Се сецна од насловот, си викаш, леле, јас овој не го бива, се му паднал зидот. Денес е момент на вистината, ова што е зашалувано тука. Да видиме како искочило внатрешна страна, ова што е криво занемари, зашто тука ќе лајсна ово, има да го разлепшеме овој зид. Баш денес ќе правиме мрежа и лепак и ќе биде финиш во ова видео, завршува работата со зидот. Drums. Та-да! И подобро е. Ќе почнеме со мрежа лепак и комшискиот дел што е овдека, затоа што не ми се свиѓа како изгледа и тој дел ќе го покриеме за да дојде уедно, да биде еден рамен зид све. И на крајот само ќе остане некои окапници горе на зидот или некој од вас ако има идеја, слободно нека пише во коментар горе како би можело да се украси за да изгледа све. Знам дека лошо изгледа, ама прва рака е тоа, само мислам. Втора рака кога ќе се помене, баш ќе дојде у линија и у израз, затоа што и онака зидот одоздоле. И претходните видеа може да се види како е надоградуван, па имаше некоја темелче тука што се рушеше, али углавном ќе се дојде до некоја линија, а до сега отидоа 3 вреќи лепак и сега знам дека ако некој мајстор го гледа ово видео ќе каже, абе па требаше единица стиропор да ставиш или не знам што за да не иде толку материјал. Ама ете не ставив, решив така да го терам мрежа и лепак. Исто ќе пишувам математики за зидов тука. Сега кога сум вишо кај математиките, имав едно комшиче, што се видовме вчера, и многу во дете, многу фино дете. И абе, бато Филип, видеата што ги снимаш стварно се интересни, знаеш, те мотивираат нешто да направиш, што за тоа ги правам видеа. Ама зашто снимаш, кажуваш математика, кој е колку коштало, на кој му е гај. Баш затоа, за да се охрабри некој. Зашто јас сум сигурен дека постои момче што е 18 години, работоспособно, што и да не работи негде, може да иде у кавадарци, у гепек, у кола, да стаи зелка, да оди на буњакоец да ја препродаде и да направи пари доволно за вакво нешто, за да направи својата мајка горда или девојка или сеедно, како и да е. Значи, чисто за да се мотивира секој еден од вас дека не е потребно мајстор за све да викнеш, не е потребно занает. Еви, ја не знам мрежа и лепак, ја не знам да дзидам, појма немам плоча како линија да правам. Модерно време се имаш на YouTube и мислам дека секој од вас може да се снајде. Ало, Делта, ало, спонзорирајте ме. Не треба Сиго Колор, само нека пушти спонзорство за материјали на се. И куќата да се допре, и на пола места само. Прва фаза е завршена и уште една рака ќе го поменам. Со лепак само на некој места, ако имам потреба, пример овдека беше тук пред зидот, ќе мора например на тие места да ставам уште еден слој мрежа. Тоа е моје мислење, не се водам под, не знам по ниједна историја. Ќе лајс наставив горе чисто колку да залечи и мислам дека горе да ставам некои цвеќиња што се, не знам како се викат, како ползавци вако што идат за да го затворат зидот. Не за да го сокрие дека е многу лошо направено, но мислам дека најубаво би изгледало такво нешто да има овдека. И што знам, значи кога би имало базен, тоа како скокална може да се користи тука. А иначе има доволно висина за да може уште малце да се крене, може кровче да се направи, тука да се направи дури и летна кујна, мада не би правил такво нешто, реков дека ова место ќе биде строго за релакс, за такви работи.